Дада Фатма. Влези внатре. Ајде влези. Дада Фатма, кај е чичко Рамис? Сега ќе дојде. Ајде влези, седни. Вахиде, зар нема да ми кажеш што се случи? Ништо не се случи. Што да ти кажам? Добро, зошто отиде таму? Зошто плачеше? Чичко Рамис? Мустафа, добре дојде. Алекс? Мустафа, ја најдовте ли машината? Мустафа, Алекс? тебе ти зборувам. Еј, Мустафа, ме слушаш ли ти мене? Да, Чичко Рамис, ја најдовме. За неколку дена ќе ни ја донесат. Ајде, со среќа, влезете внатре. Влези. Добре дојде, дете. Добро ве најдов, тетка Фатма. Добре дојдовте. Добро ве најдов, Хатиџе, Мерием. Добро те најдов, Хасан. Рамис ага, Повели? земи ги овие. Што е ова? Ова е злато што ми остана од маш ми покојниот. Фатма? Не, нема да ги земам, не можам. Ке ги земеш, Рамис ага. Ама, Мерием, ова злато значи живот на твоите деца. Рамис ага, зарем ние не сме сите заедно една фамилија? Зар не ме сметате за дел од семејството? Ама чекај, што зборуваш ти, Мерием? Сигурно дека и вие сте наше семејство. Но, Што ме така, ке ги земеш. Фатма, Татичко, повели ќерко. Ова ми остана од свадбата. Хатиџе, убава ќерко моја. Ве молам, дали некој воопшто ќе ми каже што се случува? Зете? Што, зете? Што се исплаши ти толку? Изгледа не си среќна што не гледаш. Тоа е цела приказна. Тоа е. Дури сега разбрав се. Земи го ова татенце. И ова тато. Фатма, зари вие, девојчиња, ми давате нешто? Што е ова што ми давате? Дојдете да ве гушнам, гугутчиња мои. Да ве гушнам. Македонија е единствена земја на Балканот што им остана в раце. Ако ја изгуба територијата, нема да можа да владеат веќе со Балканскиот полуостров. Оваа работа затоа треба да ја направиме што побрзо. Токму така, господине Џамбо. Затоа треба скришно да ги поддржуваме грчките и бугарските банди во Македонија. А уште позначајно е да ги зајакнеме младотурските организации. Нив треба да ги провоцираме против султанот Абдулхамид. Со тоа ќе мислат дека ги чуваме демократските права на луѓето во Османлиската империја. А ние од друга страна ќе добиеме забрзан пад на османлиите. Воопшто немаш среќа, Зарифа.
сакам, тато. Знам, мила, знам. Девојки, гугутки, Хатидже, ајде ве молам да излезете. Сакам да зборувам со Зарифе. Добро, татичко. Ајде. Ајде. Зарифе, гугутке моја, еден ден и ти ќе бидеш мајка, а? Ќе имаш многу дечиња околу тебе. Никогаш нема да се одвоиш од твоите деца. Ама еден ден, кога ќе ги затвориш очите, ќе го видиш Алекс, ќерко моја. Тој секогаш ќе биде пред тебе и до тебе, тоа многу добро го знам. Го знам. Но еден ден, кога едно од твоите деца ќе ти рече дека е заљубена во христијанин, тогаш ќе кажеш: не може, никако не може. Верувај ми, нема ништо да можеш да направиш. Нема да имаш сила да смениш некои работи. Ќе немаш друг избор. Нема што да правиш. Господ вака го создал животот. Тато, зарем љубовта не е создадена од Господ? Како што се создадени птиците и волците, како може да е дозволено да сакаме петала не христијанин? Христијаните не се создадени од Господ. Зарифе моја. Рамис, дали зборуваше? Зборував. И? Што кажа? Фатма, Зарифе има право. Како има право? Зарифе вика, кога Господ ни дозволува слободно да ги сакаме животните, тогаш зошто не ни дозволува да сакаме еден христијанин? Не знам зошто. Добро. Како успеа Зарифе со таков памет да ти каже ваков одговор? Зарем таа не е во право? Не е во право. Зошто не е? Од каде јас да знам? Господ знае. Ние не можеме да знаеме. Затоа само Господ има одговор. Инаку, зошто би било забрането љубов меѓу муслимани и христијани? Од времето така е кажано и така треба да биде. И така си е, знаеш. Сигурно така е. Така е. Ја слушна ли Фатма што ти кажа, а? Зошто токму нам ни носиш вакви немири? Замолчи. Не се зборува така со Господ. Господе, опрости го овој твој сиромашен човек. Не е свесен што зборува. Да, знам што зборувам. Но малце ми се измеша главата. Замолчи ти велам. Не мислеше тој така. Прости му, доста веќе. Не ли гледаш дека Господ те гледа? Застани таму! Не мрдајте!
Никој да не мрдне. Јас тебе ти реков. Не само паша, туку ако сакаш биди сини на султан, јас пак ќе те убијам. Застани, Вахиде, што правиш? Вие не се мешате, командира. Вахиде, застани, ти реков. Вахиде, застани! Спуштајте го оружјето. Спуштајте го. Сите видовме што и направивте. Кажете им да го спуштат оружјето. Не ме терајте да раскажам тоа што го видов на сите. Спуштете ги. О, добре дојде Бајтар ефенди. Денес ке зборуваме. Каде одиш, Бајтар ефенди? Јас ке прашувам, а вие ке одговарате, Бајтар ефенди. Тргни ја раката, бреморе, пијан си. Пијан си. Да, пијан сум. Многу сум пијан. Исти си како татко ти. Пијан си како него. И слаб си како него. Да, пијан сум како татко ми. И слаб сум како него. Ама денес ке прашувам за се, а ти ке ми кажеш зошто татко ми пиел. Каква мака имаше татко ми? Дедо, те молам, кажи ми, зошто татко ми пиеше толку? Немаше никаква мака. А зошто пиеше тогаш тој? Не си во состојба да зборуваш, тргни ми се. Не може толку лесно, Бајтар ефенди. Денес јас ке прашувам, а ти ке ми одговараш за се што ме интересира. Зошто татко ми? Зошто пиеше толку многу? Која му беше љубовта, ќе ми кажеш ли? Каква љубов, бе? Каква љубов? Кажи ми за Аиша. Кажи ми за селото Мерџанлар. Јас од други луѓе слушам за него. Кој ти ги кажа тебе овие работи? Бедија ли? Каква бедија? Слушнав од други луѓе. Вахиде, што ти е тебе, кажи ми? Ти да не полуде? Ти зошто не ми се тргнеш од глава? Зошто ме следиш? Зошто не ми дозволи да го убијам тој никаквец? Кажи ми што се случајде. Зошто сакаше да го убиеш? Дај ми ја пушката. Кажи ми прво. Дај ми ја пушката. Не ти ја давам додека не ми ја кажеш вистината. Земи ја ако можеш. Не ти ја кажувам. Вахиде, зборувај. Не ме полудувај. Зар ти направи нешто? Или може би те нападна, да не ти се закани? Тоа го направи, нели? Сакаше да те силува, така? Вахиде, зошто не ми кажа? Здраво живо. Живо, Рамис ефенди. Џабар ефенди. Џабар ефенди. О, Рамис ефенди, добар ден, добро дојде. Добро те најдов. Влези, седни. Не, нема да седнам.
Ако си дојден да ме прашаш за кравата и за ќамуш, одмah да ти кажам дека се многу добри и те поздрави ја тебе. Така ли? И ти поздрави ги. Но јас не дојдов за нив. Тогаш зошто дојде? Сакам нешто да те прашам. Ајде, поведи, прашај. Џабар Ефенди, ти порано работеше во џамија како помошник, нели? Работев. Како знам, сум запамтил, во џамијата карапинар. Понекогаш и оџата ти даваше да читаш молитви. И сега што сакаш ти да ме прашаш мене во врска со таа моја работа? Ти си писмен, знаеш и да пишуваш и да читаш. Сега станав многу љубопитен. Ајде седни, кажи ми одма што сакаш. Јас за ова сакав да го прашам имамот, но тој и уште е нов. Ако прашуваш, прашувај веќе. Ајде. Добро, сега ќе те прашам. Господе, помогни ми. Кажи ми вака, зошто Господ забранил една муслиманка да се омаши со христијанин? Кажи ми зошто? Прашуваш зошто Господ забранил муслиманка да се омаши за христијанин? Да, зошто? Што ти текна ова да ме прашуваш, бе, луд млекару? Кажи де, не ми врти сега муабет, ајде кажи. Слушај, немој да си направил тако нешто, Рамис. Самиот ти изгориш, ке изгориш и твојата ќерка, а ќе го изгориш и внукот на Бајтар. Така ли велиш? Така викам. Зар ти, бе, немаш ни тронка памет? Јас па уште прашувам. Ти да имаше памет, немаше да дадеш ќерката на онаа будалетинка Хасан. Таа работа заврши, веќе ти реков. Добро, добро. Писару! Повелете, господине. Веднаш земи со себе војници и оди до куќата на млекарот Рамис. И донеси го овде. Молам? Ти да не си глув, бе, а? Реков, донеси го. Добро, господине. Ќерката на млекарот Вахиде. Јас ако решам, можам на секој начин да победам. Вахиде, ајде, дојди провери го тенџерето. Вахиде, тебе ти велам. Види ја ти не ми зборува. И така сум нервозна. И јас, мамо. Господе Боже, помогни ми. Овие сите полуделе. Нема ни еден здрав во куќава. Дојди ти велам, мешај го јадењето да не изгори. На сестра ти не е добро. Не е добро. Не е добра. Ти зарем не знаеш, а? Сигурно дека не знаеш. Цел ден не беше дома, затоа не знаеш, а? А каде беше ти, а? Каде? Не, тука бев. Да, и јас бев тука, ама тебе не те видов. Зошто, ќерко? Јас ќе одам кај Зарифа. Господе, јас сакав да одам, а таа отиде таму. Добро, оди ти тогаш. Син на Паша. Ќе видиш ти што ќе те снајде тебе. Дадо, што ти е? Зошто плачеш? Многу ми е лошо, Зарифе. Дадо, кажи што е. Да бев машко тогаш, никој немаше да може да ме сопре. Ќе го убиев него. Кого? Не ми дозволи, ми ја зеде пушката од рака. Дадо, кого сакаше да убиеш? Синот на Пашата. Што? Кажи што се случи. Последен пат ти кажувам, Рамис Ефенди, отвори ги добро ушите и послушај ме. Не ставај си во главата такви глупости. Треба да размислам. Дај Боже. Дај Боже.
Господине Ќатип, О, каде одите со овие војници, бе? јас само што тргнав кај вас дома. Кај мене дома? Зошто? Ќатип ефенди? Господинот Абдул сака да ве види. Мене да ме види? Не, мајка ми сака. Нормално тебе сака да те види. Но јас не сакам да го видам. Не слушна, повтори. Но јас не сакам да го видам него. Види, Рамуш, или како човек ќе дојдеш, или со сила ќе дојдеш. Тогаш, како човек ќе дојдам, зошто да не? Да, така е. Добро, сватив. Тој со кого сака и како сака може да се однесува. Кога сака ти дава работа, а кога сака не може да ти даде работа. Затоа што... А зошто? Затоа што? Син на Паша. Така е. Па да одиме, Рамуш. Одиме. Цел народ стана. Сите беа против нив. Тие никого не послушаа. Побегнаа. Но ги најдоа по некое време. Беа скриени во една пештера. И двајцата беа таму. Ајше ја убија, а татко ти беше ранет. Живееше во неговиот живот, но не беше веќе живот. Се топеше. Секој ден пиеше. Се пробавме, но ништо не успеа. По неколку години го оженив со мајка ти. Подосна свативме дека сме задоцнели. Татко ти одамна бил болен. Откако се роди, после кратко време почина. Не издржа повеќе. Неколку години потоа и мајка ти почина. Само ти ми остана, синко. Со овие раце те пораснав. Те чував од сите лоши работи. И на крај те направив учител. Кога се вери со Софија, јас бев најсреќниот човек на светот. Си велев, ова дете нема да ја сподели истата судбина со својот татко. Тој свој живот ќе живее. Ќе го дадам на училиште. Но не бидна така, синко. Ти ја имаше истата судбина со татко ти. Ниту една болка не боли толку колку што боли болката на своето дете. Јас тоа го доживеав. Сега веќе остарев. На овие стари години не сакам да патам од болката на мојот внук. Ова срце не може да го издржи тоа. Зарем не ме сваќаш што сакам да ти објаснам? Оди од тука. Оди во Скопје. Таму живее и ожени се со Софи. Заборави ги овие места. Овие се добрите зборови на дедо ти. Нема да ги заборавиш овие зборови, нели, Алек? Алекс, дај ми честен збор дека ќе го направиш ова што ти го кажувам. Мораш да ми ветиш. Ожени се со Софија. Инаку, не би сакал ни на гробот да ми дојдеш. Алекс, заколни се дека така ќе направиш. Инаку не сакам ни на гробот да ми дојдеш. Не сакам ако не ми ветиш. Погледни ме во очи, млекару.
Јас сум Рамис. Тебе тука последен пат те предупредувам. Молам? Порачав од вас униформи, нели? И не ги земав. Зошто? Не знам зошто. Кажете зошто? Не сакав, ете затоа. Не ми се допаднаа, затоа. Да немаш нешто против. Не, и јас така мислев. Ако сакаш, ќе ги земеш. Ако не сакаш, нема да ги земеш. Млекару, ќерка ти дојде овде. Со пушка вперена. И сакаше да ме убие. Не? Ако сакав, може веднаш да ја уапсам. Ама веќе никогаш немаше да можете да ја видите. Господе Боже, Господ нека не чува. Нема да те чува, Рамис Ефенди, нема. За сега и простив. Ама ти внимавај на ќерка ти, Рамис. Ако уште еднаш се осмели да направи некоја ваква работа, и тебе, и Неизе, многу ќе ве повредам. Сите ќе ве уапсам, да знаеш. Сега излегувај надвор. Марш! Вахине! 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 Повели татичко? Дојди овде! Ти влези натре. Влези ти, реков! Тато, што обидна? Дојди со тебе, имам да зборувам. Влези натре! Влези! Вахиде, ти како можеш да направиш такво нешто? Тато! Зарем полуде? Тато! Тој може да те убие, бре! Јасно ли ти е? Ништо не може да ми направи. Како тоа што ако те убие? Ние што ќе правиме? Јас, мајка ти, сестрите? Заслужено беше, тато! Вахиде, не заборавај, Вахиде! Ти си ќерка на млекарот, а тој е син на Паша! Ама ние сме во право. Колку и да си во право, ти не можеш со пушка да му се заканиш нему, на синот на Пашата. Ти не си толку силна, ние не можеме со нив. Дали ме разбираш? Ќе не уништат. Што ќе правиме ако те уапсат, Вахиде? А? Што ќе правиме, кажи? Дај ми збор дека веќе ова нема да се повтори. Вети ми сега. Дај ми збор. Ајде, дај збор. Дај ми збор веднаш! Добро, тато. Ветувам. Оди ке мајка ти. Оди, ајде. Рано наутро ќе излеземе на пат, Иван. Каде ќе одиме, Димитри? Добро, само што се спасивте, зете. Каде ќе одите? Ти многу зборуваш, Марија. Ајде, излези надвор, ајде. Излези. Рано наутро ќе треба да излеземе. Каде? Треба да се видам со Петрус. Имам една работа да завршам. А подоцна ќе одиме на планина. Петрус? Така е. Предавникот Петрус. Прво него ќе треба да го видам. А потоа на планина. Добро. Татенце, што се случува кај нас дома? Зошто дада не дојде да јаде? И батонамик не дојде. Ќе дојдат, керкички мои. Понекогаш во животот се случуваат вакви работи. Како и да е, се е можно во животот. Дада Зариф е заљубена во христијанин. Замолчи ти! И дада Вахида е многу нервозна. Јас ви реков да замолчите, не ли така? Не рече. Рече. Батонамик е крив.
Што? Намик сакал да го убие пашата. Јас ти велам да молчиш. Рамис, кажи им нешто да види ги што зборуваат. Што да кажам? Ауа. Ајде марш во кревет. Ајде веднаш. Веднаш, ајде бргу, веднаш. Многу убаво им кажа. Многу добро ги сплаши со тоа. Ау. Ајде, во кревет. Ајде. Кој ли е? Кој може да биде? Кој е таму? Прашав кој е? Што е, Петрус? Не си среќен што ме гледаш, така ли? Димитри? Гледаш. Значи не си го заборавил името. Ама сигурно си заборавил некои поважни работи. Добро знаеш дека казна за предавство е смрт. Ајде, кажи ја последната молитва. Оди пред мене. Оди. Јас не направив ништо, Димитри. Зошто не ми веруваш? Јас не кажав каде сте, Димитри. Лажеш, зачути. Ти се кулнам дека јас не направив ништо. Зошто би го направил тоа? Близок си со гувернерот, така ли? Ти не продаде. Мислеше дека нема да дознам. Како што ми рече, ти со една рака ништо не можеш да направиш. Ти што ме сметаш мене за будала? Те молам, смири се, те молам. Немој, Димитри. Знаеш дека, за никого не ми е жал, за никого. Димитри, ти знаеш дека имам јас многу пари. Можеме пак да работиме заедно. Што велиш ти? Значи признаваш дека ти си предавникот, а? Не сум предавник. Само ти знаеше каде се наоѓаме. Само ти. Ти сигурен си дека некој друг не го знаеше тоа? Фатма, сакам нешто да ти кажам. Кажи, само немој лоши работи да кажуваш. Така ли?
Тогаш не кажувам. Зарем толку лошо е? Многу. Уф, Господи Боже, ајде, кажи што се случило. Не, утре ќе ти кажам. Рамис, ајде кажи. Јас до Сабајле ќе умрам од љубопитност. Пријатна ноќ. Рамис, зарем сакаш јас до Сабајле да останам, еве вака? Фатма, Вахиде сакала да го убие синот на пашата со пушка. Што рече? Пријатна ноќ. Рамис! Нели тој не ги зема униформите? И таа, поради тоа, ја земала пушката и отишла да го убие. Офлеле, Господи Боже! Ете така се случила целата работа. Ете, токму така. Кој ти го кажа ова? Па синот на пашата. Не сакам да верувам, не може, не. Тој ме викна во државниот конак и ми се закани. Замолчи, не сакам веќе, не сакам, не ми кажувај. Ми рече да ти кажам и затоа ти кажав. Преска сакав да зборуваш, а сега веќе не сакам. Замолчи. И уште нешто. Рече дека сака и нас да не уапси. Јас, Рамис, зарем не ти реков да замолчиш, а? Пријатна ноќ, убава ноќ. Зарем остана некоја убавина? Се случи поради мене. Доста веќе, Хасан. Ја решивме целата работа. Најдовме пари. Се ќе биде платено, ќе видиш. Но татко Рамис се уште ладен со мене. И тоа ќе помине. Потребно му е малку време. Ќе видиш. Не ми се верува. Ќе ти прости, ти велам. Не ми се верува. Ако не ти прости, тогаш ќе си најдеш некој начин да ти прости. Хатидже... Кажи, Хасан. Заспа? Се трудам да спијам. Хатидже? Повели, Хасан. Ти не ме сакаш. Што? Никој не ме сака. Да. Ти уште не спиеш, Зарифа? И ти не спиеш, Дадо? Ти уште ли плачеш? И ти плачеш. Зарифа, ако јас скокнам од прозорец и ти ќе скокнеш по мене? Јас не плачам. Ајде спи. Тогаш и ти да спиеш. Зарифе. Дадо, хајде кажи ми што се случува. Зошто ништо не ми кажуваш? Зошто си сега ваква? Нема што да ти кажам, Зарифе. Загушливо е тука. Јас не сакам да отворам прозор за да не биде ладно. Ке излезам пред вратата малку. Ке поседам, а ти да спиеш. Хајде, душо. Спи. Марија, што бараш ти овде? Каде е Мустафа? Не знам. Треба да зборувам со него и тоа веднаш. Кажи ми мене, јас ке му пренесам. Тебе? Јас се знам. Мустафа се ми кажа. А ако е нешто поврзано со арамиите, кажи ми, јас сигурно ќе му пренесам. Ама ако е нешто друго, тогаш не се мешам. Не е друга работа. Морам да му кажам за Димитри. Што има со Димитри? Тој одамна требаше да биде обесен. Ама не се случи. Димитри е овде, во Песочан. Што? Со Иван заедно се кај нас дома. Ги ослободиле. Вистина ли? Да, само една вечер ќе останат.
А потоа ќе одат на планина и таму ќе останат. Ова мора да го знае Мустафа. Сега јас морам да одам. Види, се ќе му кажам на Мустафа, не грижи се. Јас тука ќе го чекам. Благодарам. За тебе имав погрешно мислење. Ти се извинувам. Каде си, Мустафа? Да не сакате да ви излупам некој овошје? Не, јас сам ќе си јадам. Можеш да излезеш. Пријатна вечер. Пријатна вечер. Кој си ти? Јас сум маскираниот човек. Што сакаш од мене? Ќе умреш. Каде си?